Делови од Скопје среде зима веќе една недела немаат парно грење. Жители од Бутел, Чаир и Топанско поле се жалат дека се мрзнат поради, како што велат, дефект на топланата Скопје Север која чекала општински пари. Па така нешто повеќе од 500 домаќинства од овие населени места приморани се да се топлат на греалки кога струјата поскапе за 10%. Граѓаните на Чаир и Бутел со денови немаат парно грење. Револтирани се затоа што во овие зимски денови никој не им го решавал проблемот, иако како што велат, редовно цела година плаќале сметки. Алфа направи обиколка во овие населени места. Граѓаните се револтирани зашто според нив не било во ред во ек на студени денови да немаат грење во домовите. Овдека нема парно. Цел север мислам, пошто сега нели гасот се покачи 112 динара кило и сега гледам сите кули немат. Мислам и Топанско нема, некој има со мали деца. Времето гледаш како е. Ладно. Нема. Што се дешава, знаете? Не знаат, викат немат. Проблем сега зима, ладно. Да, што те правиш? Немале газ, немале мазут, не знам што. И вие страдате сега. Па страдаме, се грееме, кој како се снајде. Со ништо. А сте плаќале цела зима? Да, па плаќаме нормално. Сега што да правиме? Рекол од понеделник имало, вторник. Дека има проблеми со испораката на топлинска енергија потврдија и Отоплификација Скопје Север. Се надеваат дека веќе од понеделник општина Чаир ќе го подмири долго за да може да се купи газ и да се приклучи грењето. Признаваа дека тоа ќе го реши проблемот само неколку дена. Затоа побараа помош од државата да ги помогне со одредена сума за да работат без проблеми во иднина. Вела дека поради високите цени на гасот се соочуваа со сериозни финансиски проблеми. Инаку ова не е прв пат граѓаните приклучени на оваа топлана да се соочуваа со сериозни проблеми. Токму затоа од регулаторна комисија неколку пати апелираа да се најде начин снабдувачите на Скопје Север и ЕСАМ Енергетика да соработуваат за да се зголеми бројот на потрошувачи. Паралелно со слабо грење се соочиле и жителите на аеродром Центар и Карпош. Од Балкан Енерджи Груп, компанијата која што ги топли овие населби, вела дека во услови на енергетска криза системот работи во оптимизиран режим, со цел внатрешната температура во домовите да се одржува на 20 степени. Ако објектите се соочуваат со локален проблем, велат граѓаните тоа треба да го пријават во грижата за потрошувачи. Инаку најмногу приклучени потрошувачи на централното грење има токму Балкан Енерджи Груп, а најмалку граѓани се греат на топланата Скопје Север.